Образованието е една од клучните програми на Фондацијата Отворено општество од основањето. Поаѓајќи од убедувањето дека образованието е двигател на промените во општеството, ние се посветивме на остварување на неколку приоритетни области. Првата е поддршка на образовните реформи и на институциите кои што ги креираат образовните политики, но и оние кои што ги спроведуваат. Втората приоритетна област е обуката на наставниците како клучен фактор за реализација на реформите. Третата област е инклузијата на ромите во образованието и четвртата поддршка на учениците и студентите во време на кризи. Се зборува за филм и за образованието, всушност да се зборува за развојот на образованието во независна Македонија. Тој беше еден од првите, може слободно да се каже, мразокршачи на прогресивните идеи во образованието. Како таков беше и меѓу првите кој го трасира патот и афирмира потребата од активно учество на граѓанскиот сектор во сферата на образованието, за разлика од многу други институции, организации, пресе меѓународни. Филм беше фокусиран во реализирање на државните приоритети во образованието. Значи не се обидуваше своите приоритети да ги имплементира и да ги вкалкулира во рамките на државната политика, туку напротив се обидуваше да поддржи се она што беше добро и беше потребно да се стори во образованието во нашата држава. Беше поддржувач, но и критичар на се она што чини и не чини во образованието. Реформите ги поддржувавме и на друг начин. Спроведовме многу истражувања, анализи, студии со кои што сакавме да укажеме на недостатоците во образовните политики, но истовремено и да дадеме препораки за подобрување. Програмата за високо образование овозможи во Република Македонија за прв пат да се отпочнат и да се реализираат некои процеси кои што не беа случај претходно, односно благодарејќи на поддршката од оваа програма например се овозможија првите обуки за наставен кадар, се поддржа првиот циклус на евалуација на високообразовните институции, на самоевалуација и на надворешна евалуација, во тоа време на двата државни универзитети. Отворивме различни прашања кои што за прв пат беа отворени во Република Македонија, а беа од важност за високото образование, како например системите за обезбедување квалитет, корупцијата. Интересот за образование на наставниците и обука на наставниот кадар, Фондацијата Отворено општество Македонија го поддржува скоро самите почетоци на нејзиното формирање. Причините за тоа се затоа што постојат огромни докази и во научната сфера, меѓутоа и во практиката можеме тоа да го видиме, дека наставниците се особено важен фактор, понекогаш дури и најважен фактор за успехот на нашите ученици. Програмата Чекор по чекор започна во 1994 година како иницијатива на Институтот Отворено општество од Њу Јорк и Џорџтаун универзитетот. И всушност таа значеше една современа програма која што во нашите градинки во 1994 година внесе една комплетна образовна револуција, како што некој ги нарекува, бидејќи понуди еден начин на работа кој што всушност даваше многу поголема слобода на воспитувачите, а потоа и на наставниците, во тоа како ќе ги креираат програмските содржини и како ќе ги користат методите за работа со децата. Главната метода за работа беше учењето низ игра во една стимулативна средина која што возможуваше децата да истражуваат, да играат и преку таа игра да учат, бидејќи всушност тоа е начинот на кој што децата во таа рана возраст учат. Она што беше интересно е што после првите воспитни групи кои што почнаа во 1994 година, а тоа беа само 18 групи во 10 градинки, добивавме повици од сите градинки во Македонија програмата да ја прошириме и во останатите градинки, и така што Институтот Отворено општество Македонија оддели од својот национален буџет уште $1 милион за да можеме да ја прошириме програмата во сите градинки во Македонија и тоа во 200 образовни групи. Она што ние го работиме заедно со нашите обучувачи е што се фокусираме на тоа учениците да не бидат фокусирани на меморизирање на факти.
Значи, ние сакаме учениците да станат самостојни истражувачи, да уживаат во откривањето одговори во проблемски ситуации, да се навикнат критички да размислуваат и да преиспитуваат информации и ставови до кои што доаѓаат во текот на наставата. По мене најголем резултат дадоа малите интеркултурни иницијативи. Значи, со малите училишни интеркултурни иницијативи се допринесе учениците сами да даваат идеи за промени во училишниот живот, за подобрување на училишната клима, за подобрување на секојдневието, нивното секојдневие, и така да за прв пат тие беа вклучени и дадоа свој печат, оставија свој печат на училишниот инвентар и целокупниот училишен живот, така да што дел од просториите во училиштето беа опремени со македонски, ромски, српски фолклор. На тој начин учениците во училиштето го чувствуваа како свое, даде резултат, нели, од аспект на поголема активност, вклученост. До тогаш во училиштето, например, немаше обележја на националностите кои учат во училиштето. Од почетокот на своето работење па до денес, Фондацијата Отворено општество Македонија посветено работи на инклузијата на ромите во образованието. Работевме на сите степени на образование, од предучилишно до високо образование, и работевме со многу различни чинители. Имено во населбата Даме Груев, кога ја започнавме програмата, најдовме само во населеното место каде што живеат поголем број на роми, најдовме 2 возрастни лица кои што имаа високо образование, најдовме 5 лица кои што имаа завршено средно образование, 20 деца запишани во прво оделение и 4 деца кои го завршуваа основното образование, односно во 8 оделение. Во моментот кога ние започнувавме програмата, најголемата желба на децата кога ги прашувавме што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, женските деца од основното училиште кажуваа сакам да бидам чистачка во училиштето, значи тоа беше нешто најпосакуваната професија, додека па машките деца сите до еден велеа столар. Сега, ако ги прашате и ако видите образовната структура во населбата, ќе видите дека тие ќе речат сакам да бидам лекар, правник, фармацевт, и сите тие веќе професии ги има во населбата. Сметам дека програмата за поддршка на образованието на ромите одигра клучна улога во подобрување на образованието на ромите во Република Македонија во сите степени на образование. Во основното образование процесот на инклузија го сметам за најголема придобивка за учениците, родителите и наставниот кадар. Доделувањето на стипендии во средното и високото образование драстично го промени бројот на средношколци и студенти роми кои што запишуваа и завршуваа одреден степен на образование, и генерално би кажал дека преку програмата се даде сериозна поддршка и придонес во создавањето на образована млада генерација на роми која што си го најде местото во ова општество и денес активно придонесува не само за развој на својата заедница, туку и за македонското општество во целост. За време на големата економска криза 2009 година господинот Сорос воспостави ургентен фонд со цел ублажување на последиците од кризата. Ние од тој фонд искористивме средства и заедно со Министерството за образование во текот на 2 учебни години за 19.500 основци обезбедивме училишен прибор, училишни ранци, торби и се она што им беше потребно на децата за да ја следат редовно наставата. И тоа на деца од социјално загрозени семејства, семејства приматели на социјална помош, оние кај кои што кризата имаше најголеми последици.